Почитувани гледачи, добра вечер, ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ за општина Пробиштип, Драган Анастасов. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на Имнет телевизија и благодарам за можност. Еве, практично неколку часа пред да заврши предизборната кампања, оној предизборен молки, пред да дојде изборниот процес, за почеток, како вие би оцениле кампањата која што се одвиваше изминативе 20 на дена? Па со оглед на тоа дека сум учествувал и во други кампањи, можам да направам споредба и генерално да оценам како многу добра. Задоволен сум од присуството, од поддршката на моите сограѓани. Навистина имавме една динамична кампања. Иако и моето работење како градоначалник е препознатливо по тоа дека сум отворен со граѓаните во постојана комуникација, но и сега во самата кампања, како разговаравме, како движиме по сите населени места, во разговор со нив, го гледам тој оптимизам, гледам поддршката и затоа сум задоволен од тоа како поминавме во овие 20 на дена во самата кампања. Вие, како ја оценувате кампањата кога станува збор за противниците? Мојата кампања беше, да кажем, целосно позитивна, односно целта ми беше да во самата изборна програма, она кое што е предвидено за наредните 4 години, да граѓаните можат, што е можно во поголем број, да ги видат проектите, да ги согледат, бидејќи тоа се проекти кои што заеднички произлеге од барање на нашите сограѓани, односно преку проблем до ставање на хартија, работење на проекти, реализација на тој проект. Во изминатите денови имаше обвинувања од страна на против кандидатот, или да кажам црна кампања. Меѓутоа, јас никако не можам да се сложам дека ние сме практикувале црна кампања, бидејќи тоа сето кое што е изнесено е со факти и со бројки, тоа граѓаните го знаат. Јас се доведувам во таква ситуација да јас сум еден од ретките носители на јавни функции кои што сум објавил 2 анкетни листови кои што не се промените, односно мојата состојба дека не е променета, но тоа е еден транспарентен пристап кој што така работам изминатите години, пред се мојот карактер е таков, сакам да граѓаните да знаат вистината. Не идовме на неколку дена и во една таква кампања се со цел да граѓаните бидат информирани, и многу пати знам да кажам дека и 100 пати изнесена лага е залудна, секогаш вистината ќе победи. А бевте со слоганот Пробиштип за сите, поразличен концепт, бои. Што значи тоа за вас? Што треба да значи за граѓаните? Пробиштип за сите е слоганот и кампањата која што ја водиме, од причина што јас пред неколку месеци бев решен да не се кандидирам по трет пат. Меѓутоа, Пробиштип е една од општините каде што во првите објави се обзнани кандидатот за градоначалник од страна на ВМРО-ДПМН. И во тој период се случија неколку чекори на непотизам, се бркаа наши сограѓани од рудникот Злетово. Почна да расте притисокот врз мене од моите сограѓани. Некако се почувствува една атмосфера како крик за спас да не се повтори она кое што беше пред 8 години во Пробиштип. И само ради граѓаните, во разговор со нив, донесов одлука да влезам во изборна трка по трет пат за градоначалнички мандат. И од тука слоганот Пробиштип за сите, бидејќи јас во моите години како градоначалник по нити еден основ не сум делел ниту еден граѓанин. Зелено-бела боја е бојата на градот и за мене таа како градоначалник во изминатите 8 години е посилна боја од било која партиска боја. И од овие причини одиме за Пробиштип за сите, од најмали до највозрастни, и така дојде самиот слоган, така сме работеле и така ќе работиме во иднина. Сам споменавте 8 години на градоначалничката позиција, 2 мандата. Што беше оно што може да го издвоите како најголем успех кој што според вас се случил во претходните 8 години? Пробиштип во изминатите години
И покрај големите предизвици кои што ни дојдоа пред нас, кои што се исправија пред сега кажам финансиската ситуација која што ја наследив. Па потоа во 2020 ковид пандемијата, па енергетската криза 2022. Меѓутоа и покрај овие предизвици Пробиштип бележи раст на секое поле. Ние во инфраструктурата не постои заборавена наслеба, односно клучните капитални проекти Пробиштип ги реализираше токму во овој период. Поврзувањето со патот за Крупиште, реконструкцијата на неколку рурални средини како Ратавица, Добрево, Древено, патот до Лесновскиот манастир или до Лесново. Во делот на инфраструктурата се проекти кои што ме прават како градоначалник горд. Доградбата на филтер станицата за вода за пиење и целосната реконструкција на пумпната станица во Ратавица како алтернативно водоснабдување кој што сега во следниот период ќе го реализираме за индустријските капацитети се многу значајни проекти бидејќи општина Пробиштип во изминатите години, овие 8 години, на територија на општина Пробиштип или по пат на донација склучени договори, бележи бројка од некаде над 10,5 милиони евра. И се вбројуваме во општините каде што ретко кој има ваква можност да обезбеди толку големи донации. Многу пати сега во кампањата, во разговор со нашите сограѓани, знам да кажам дека секоја една општина, тоа сум го апелирал и во изминатите години до моите колеги, дека секоја една општина која што има проектна документација, нема никаков проблем да обезбеди средства од разни фондации, амбасади, министерства и така натака. И во овој период, кога централната власт, ЕНБМР, ДПМН, Пробиштип, има обезбедено 2,7 милиони евра донација и склучени договори за вкупно 17 проекти кои што како Пробиштип, бидејќи ние сме во групата на помали општини, ние сме, слободно можам да кажам, лидер општина и за ова сум благодарен на моите соработници, дека посветено сите заеднички работиме за поголем развој на нашата општина. Согласно новата програма која е веќе изработена, доколку ги добиете изборите во недела, дали еве овде се ставени практично проблеми, проекти кои што се барани од страна на граѓаните во разговор со нив, што е она што е приоритетно за граѓаните во општина Пробиштип? Апсолутно така, затоа и предноgo кога спомнав за самата надградба на пречистителната станица која што чинеше 1.200.000 евра и тоа целосно обезбедена донација. Еден од нашите најглавни приоритети, произлезени од проблемите на самите наши сограѓани, пред се во руралните средини, а со оглед на климатските промени кои што се почесто и почесто имаме, сведоци сме на подолги лета или потопли периоди, губењето на самите извори на вода. Пробиштип за прв пат ова лето во едно деноноќе од 24 часа потрошиш над 6.000 метри кубни вода. Таа бројка никогаш не била воопшто ставана во предвид. Од оваа причина, веднаш во почетокот на мојот мандат, имаме план за дистрибуција на техничка вода во индустријските капацитети, пред се, ќе кажам, за компанијата Тапмак, за Кранфилд Фаундри, за новата инвестиција која што е Канабис. Со тоа ние би направиле регулација на водостојот во Пробиштип, да никогаш повисоките населби да не се намали притисокот, но и влегуваме во решавање на алтернативно водоснабдување за сите населени места, зборам руралните. Ќе влеземе со анализа, секое село има различен систем каптажен во изминатите децении направено, меѓутоа ќе се оди со бушотини за да можат луѓето таму да имаат вода, бидејќи водата во следниот период и затоа сега како општина влегуваме во ваков проект, во следните години водата ќе биде најскапиот ресурс. Ова е еден од моите приоритети. Во последната година многу граѓани доставија барања за помош.
до општина Пробиштип во делот на кровните конструкции кај колективни домовања. Пробиштип е една од помладите општини, меѓутоа самите згради, градбите се неколку децении веќе. Со тек на времето крововите прокиснуваат. Имаат во самата нивна комуникација, некој се во можност, некој не се во можност од нашите сограѓани, и затоа општина Пробиштип во првата година во буџетот предвидува 250.000 евра за влегување во решавање на овој проблем, да во сите колективни згради добијат нова кровна конструкција, а веднаш потоа, кога ќе завршиме првата фаза, влегуваме и во енергетски ефикасни фасади, идентични по боја, и со ова Пробиштип буквално го променува ликот, станува еден модерен и урбан град. Ова сега го презентирам пред нашите сограѓани, бидејќи општината има можност за еден ваков проект. Доколку ние немавме склучено донација или реализација на проекти пред се во инфраструктурата, ние немаше да имаме можност сега да ветуваме еден ваков проект. И тука, освен овие проекти, сакам да ги информирам овие сограѓани, иако верувам дека се информирани до сега, она кое што сме лидер како општина во делот на детската и на социјалната програма, продолжуваме во тој правец. Целта ми е како градоначалник да што е можно поголема сума на средства трансферираме кај нашите сограѓани, особено кај лицата со попреченост, кај младите продолжува бесплатната градинка за лица од социјален ризик, храната бесплатна за учениците, ќе си продолжи, ваучер за секој месец за запишан ученик во гимназијата од 2500 денари месечно, како што е досега, ќе одиме на 3000 денари месечен на доместок. Сите овие мерки значат многу за нашите родители, за дечињата, униформите кои што редовно ги набавуваме за сите ученици во основните училишта. Тие се дел само од мојата програма која што ќе продолжат и ќе се зголемуваат буџетите, се со цел да олесниме на самите родители, да ја нема онаа класна разлика кај дечињата во училиштата, на секако и со лицата кои што се социјално загрозени, лица со попреченост, да помагаме во духот на солидарност и еднаквоста како општина. Дел од проектите беа насочени кон пензионерите. Па освен кај младите, ќе кажам, само да не заборавам, за 3 месеци и селото Пробиштип добива нова детска градинка, иако јас сум еден од ретките градоначалници или општини кои што успеал да обезбеди средства за 2 нови градинки во изминатиот период и во Калниште и во централното подрачје, и тоа по пат на донација. Наследив список од 77 дечиња како чекаат да влезат во детските капацитети. Таков проблем Пробиштип сега нема, но целта ми била во секоја населба да имаме градинка, и еве сега преку Светска банка целосен грант од $100.000 обезбедени средства и селото Пробиштип ќе добие градинка, и со тоа го затвараме целото она ветување или проект што ни бил да децата бидат во градинка, но поблиску до домовите, а со тоа и да родителите и бабите, дедовците не патуваат од населба во населба. За пензионерите, еден од проектите кои што трета година го реализираме е бесплатниот линиски превоз 2 пати во неделата од руралните средини до Пробиштип. Овој проект заеднички го договоривме на иницијатива на Сдруженијата на пензионери во Пробиштип. Најпрви беше да оди само за пензионери, потоа одлучивме за сите граѓани. Општината 3 години, трета година како го реализира, но со оглед на здравствените проблеми кај нив, предвидовме да систематските прегледи одат на сметка на општината, да таа ги плаќа за сите пензионери во Пробиштип, и дополнително за годишно по 150 ваучери за пензионери кои што имаат потреба за бањско лекување. Со оглед на тоа дека многу често знаат и мене да ме контактираат и да побараат помош, дали за сместување, секој пензионер кој што преку фондот не го следува, обврска ќе преземе општината, бидејќи на овие генерации ние им го должиме тоа. Тие се луѓе кои што целиот свој работен век го работели, посветиле за развој на општина Пробиштип.
така да нити една категорија на граѓани не била заборавена досега, во иднина само се зголемуваат и мерките, но и самите средства кои што ќе ги добиваат. Тука како, еве, ќе си дозволам да кажам вечен главен проблем во Пробиштип стои јаловиштето, проблем за кој што сме зборували и претходно со оглед на фактот нели дека 2 мандати бевте градоначалник, имаше различни проекти, различни ветувања дека ќе биде решен проблемот. Што е со јаловиштето, како ќе биде опфатен во вашата програма за доколку ги добиете изборите? Видите, овој проблем на Пробиштип е веќе повеќе од 30 на години. Так. Секогаш бил во изборни програми на сите политички партии, само таму останува. Без разлика која и да била влада, јас таков ми е карактерот и многу искрено зборам. Токму од ова студио имам кажано пред 2,5 години, мислам, Так. и презентирав дека во тој период имаше околу 120 општини кои што влегле во постапка на техничка исправка, многу нормална законска постапка. Зошто го велам ова? Јас како градоначалник и првиот мандат на советници влеговме искрено во решавање на овој проблем, каде што донесовме 2 нацрт верзии на детални урбанистички планови, да овој простор на старото јаловиште се урбанизира, а потоа да влеземе во решавање на проблем. Заврши првиот мандат, продолживме, и јас бев убеден дека ние како генерација ќе се обидеме да најдеме решение за јаловиштето. Меѓутоа, во самиот генерално урбанистички план нема намена на оваа површина. Од причина за да го скратиме време траењето на самата урбанизација, во консултации со Министерството за транспорт и врски, со професори, влеговме со техничка исправка, многу краток процес, за да можеме потоа површината од 400.000 квадрати, како што е јаловиштето, со товар да ја понудиме на инвеститор, кој што најпрви ќе ја санира јаловишната депонија во вредност од 3,6,5 милиони евра, проект единствен направен од страна на општината во 2022 година. Сето тоа друго кое што се збори дека имало проекти, апсолутно е невистина. Проектот беше изработен од дел од професори на Рударски факултет, ректорот Мираковски, Коломеов, Поповски од Градежен факултет, значи докажани професионалци кои што работеле на вакви прашања. Истиот тој тим е сега во санацијата на Каменица, во Македонска Каменица, на самото јаловиште. И тоа беше еден од најпозитивните проекти. Од многу професори признае дека ние од најголемиот загадувач во Пробиштип, од најголемата жешка еколошка точка, ние им нудиме решение за никакво загадување, односно инвестиции во обновливи извори на енергија, кој што општината ќе имаше бенефит при самата продажба на земјиште, но и дополнително во наредните 2 децении ќе имаше сигурен извор на приход за општина Пробиштип. За жал, Советот нема мнозинство тогаш, еден од советниците, кој што беше независен, не беше на сама седница, 7 советника од ВМРО беа воздржани, 7 дадоа подршка од нашата коалиција, меѓу тоа не беше доволно, и тоа е еден од примерите каде што јас никогаш не можам да разберам како може да партиската призма или задача биде поважна од секој еден граѓанин, од здравјето на граѓаните. Се изгласа потоа обединета постапка, која што за жал трае повеќе од 2 години, и еве сега таа постапка завршува и ќе се понуди ова како решение. Меѓутоа не сум сигурен овој период, бидејќи делот на обновливи извори на енергија и таа експанзија тогаш што имавме како интерес кај инвеститорите, мислам дека сега е драстично намалена, но ќе покаже времето дали ќе успееме или не, иако јас сум оптимист дека ваков еден проект е добро за градот да успее, дека сигурно ќе се јави инвеститор да го решиме овој проблем конечно. Го имаме ли решавањето на проблемот со јаловишната депонија како ново ветување во изборната кампања за наредните 4 години? Во мојата изборна програма се ставени голем дел на проблеми, спомнав пред малку во самата емисија, и сигурно бидејќи
патот што го изодевме до тука не беше воопшто лесен, меѓутоа волјата да се реши овој проблем е присутна кај мене и сигурно дека и во наредните години или во наредниот период еден од моите приоритети ќе биде решавање на оваа јаловична депонија. Овде е отворањето на рудникот во Плавица, спротиставени мислења, кој е вашиот став? Рудникот Плавица ни спрема уште едно јаловиште. И јас 4 години сум се спротиставувал на проектот вака како што е замислен од страна на инвеститорот. Значи таму имаме планирано да имаме површински рудник отворен, каде што целата прашина ќе се слева во градот. На само 800 метри е предвидено првата населба на Пробиштип, или тоа е северниот дел на Пробиштип, да треба да се отвори уште еден рудник. Покрај ова јаловиште кое што го збориме пред малку, покрај Тапма компанијата, Кранфелд Фаундри и самата флотација која што е во градот, Пробиштип е град каде што ретко како кој град има 4 загадувачи. Уште еден загадувач е премногу за Пробиштип и многу пати знам да кажам дека здравјето нема цена и не смееме како генерација да дозволиме за идните генерации да тие бидат изложени на вакви влијанија. И затоа сум и барам подршка од граѓаните да не се дозволи отварање на уште еден рудник. Јас посакувам постоечкиот рудник кој што го имаме за олово и цинк, подземната експлоатација, рудникот Злето, по кој што сме познати. Јас знам дека ние сме рударска населба, рударски град. Посакувам овде да расте производството, да растат платите на нашите рудари, но никако не се согласувам со проектот отворање на уште еден рудник, бидејќи статистиките, бројките, а тоа го знаат нашите сограѓани, се почести се малините заболувања. Џабе средства и бенефити на општината ако ние здравјето го губиме. И велите парите назад кај граѓаните, што значи тоа за граѓаните на Пробиштип? Особено вториот мандат направивме неколку проекти преку систем на ваучери да граѓаните добиваат средства. Повеќе од 100.000 евра се вратени само преку ваучери за клими кај нашите сограѓани, ваучери за велосипеди, неплаќањето на градинка, односно бесплатна градинка, бесплатен оброк за деца до 5 одделение, ваучер за секој гимназијалец. И уште многу други мерки кои што граѓаните, секако ваучерот по повод празникот на градот 28 август за секое лице со попреченост или социјален случај добива по 20.000 денари. Ова се мерки кои што, како сум дошол како градоначалник, па до последната година 6 пати се зголемила детската и социјалната програма и затоа не вбројува во општините лидер во овие програми. И затоа велам парите назад кај граѓаните. Ако се зборам за приоритет на кровни конструкции, тоа се пари директно кај граѓаните. Ако зборувам дека секој полуматурант како генерација ќе одат на бесплатен одмор, платен од општината, тоа се средства кај граѓаните. Бесплатна европска екскурзија е оврска на општината за сите матуранти во Пробиштип. Тие се новитетите во мојата програма и од оваа причина збориме дека ние имаме, ајде да кажем, уникатна програма, да ги трансферираме средствата кај граѓаните, директно, не само тоа да биде нели преку капитални инвестиции во делот на инфраструктурата, затоа детската заштита, образованието и социјалата се акцентот на кој што ја ставаме со мојата програма преку огромни буџети во однос на тоа дека ние сме сепак една од помалите општини, да граѓаните директно осетат бенефит преку самите повици. Исто така кај пред малку што споменав 150 ваучери годишно за пензионерите, тоа се некаде околу 3 милиони денари кои што ќе ги добијат нашите пензионери и уште многу други мерки, да не заборавам за младите. За прв пат како општина воведуваме
грант целосен до 200.000 денари за секоја бизнис идеја до 29 години за изградба на куќа на лице до 35 години или доградба на куќа, комуналиите да биде ослободено, целосно тоа да не плаќа се. Овие се дел од мерките кои што се планирани во мојата програма за да граѓаните директно добијат бенефит. Со оглед на фактот дека дел од проектите веќе се кажани, а и граѓаните имале можност да видат како градоначалник претходните 80 години што се случувало во Пробиштип. Правевте ли анкети изминатиот период, какво е расположението на граѓаните и што очекувате практично од овие локални избори во недела? Правевме неколку истражувања. Јас ги знам резултатите и тука граѓаните по однос на резултатите се задоволни од работењето на локалната самоуправа. Многу се различни бројките од тоа и претходно биле различни во однос на централна власт, како дали се задоволни граѓаните. Многу е попозитивен пристапот према локалната самоуправа и видите промените Пробиштип буквално во секоја една населба, граѓаните тоа го гледаат, согледуваат секојдневно. Очекувам во недела да имаме позитивен резултат и тоа да не речам дека ќе биде убедлив. Бидејќи јас последните денови кога движам со граѓаните, гледам какво е кај нив расположението, ги гледам дека имаат сугестии што треба да направим во наредниот период. Тоа покажува дека тие имаат верба во нас како локална самоуправа. Затоа споменав на сам почеток на емисија, јас можам да направам и компарација со други кампањи, како било претходно, сум бил сведок и кога граѓаните едноставно се тргаат или не се присутни. Јас во последните денови од мојот втор мандат, на средбите кои што ги правам со моите сограѓани, тие се помасовни и затоа сум повеќе од убеден во еден одличен резултат во недела. Кога во прашање советот, претходниот, последниот мандат немаше мнозинство, малку одлуките кои што се донесуваа беа. Јас на сите мои средби кажувам дека ми е потребна поддршка и за самата советничка листа, за да Пробиштип нема застој нити во еден дел од реализација на програмата, бидејќи неколку пати повторив, таа е работена, правена заедно од проблемите и во разговор со граѓаните, и затоа во тој дел барам поддршка и за советничката листа, да што е можно поголем број на советници имам, иако во делот на советничките листи ќе биде интересно. Пробиштип има 6 вкупно советнички листи и секој, знаете, ние сме сепак мало место, секој се бори за глас, и тука очекуваме еден интересен распет во недела, каде што поучени од ова кое што го имавме овие 4 години, јас мислам дека разумот кај секој еден советник мора да биде и интересот на граѓаните мора да биде пред партискиот интерес. На ден пред изборите, што е она што би им го порачале практично на вашите сограѓани? Јас би порачал да Пробиштип и ние го верувам во тоа дека ги си останат достоинствени во својата одлука. Голем дел имаат одлученост за кој ќе гласаат. Тие знаат, бидејќи токму сега овој ден, иако утрешниот е веќе молк, ќе имаат и ветувања, и притисоци, знаат тоа да го прават нашите опоненти. Меѓутоа, јас сум убеден дека граѓаните на Пробиштип знаат дека моќта е во нив токму во моментот на гласањето, позади параванот, и очекувам да си гласаат секој за себе, за иднината на себе и на своите деца, и Пробиштип ќе остане во раце на сите граѓани. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија и ми останува само да ви постакам среќа на престојните избори во недела. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното внимание. Останете на програмата на Мнет телевизија. Довидување. Mnet.